Komičen megaherc. A little bit of Monica in my eyes, a little bit of Sanja in my breasts, a little bit of Kokino in my view и здраво, неразбрани работи на првиот ден од април или познат како 1 април. Денот на шегата, денот на лудите и денот на будалите. Значи, добар ден и од мене и сите овие работи што ви кажа Атанас. Јас апсолутно се сложувам со нив, затоа што тоа што ќе каже Атанас, верувајте, вие верувале или не, тоа е така. Значи, денеска е 1 април. Денот кога никој ништо не се разбира. Денот кога никој ништо не се разбира, денот кога сонцето пече ошче подобре од минатата година. Денот кога сите дами се излезени надвор, почнуваат полека да покажуваат делови од своето тело, разголени. Ја девојка у летним и пролетним хаљинама волим, Атанас воли исто така. Атмосферата во нашето студио е жешка, ние сме уште пожешки, затоа сега ќе ве оставиме со малку музика, додека ние ги сумираме сите информации за 1 април. Така е. Уживанција! И се враќаме во нашето студио. Поздрав до нашите слушателки пред нашето студио. Поздрав, еве ќе мафнеме. Ако само да потврдат дали имаат гледано представата име што ќе биде на втори? Слушателките наши? Да, добро, во ред. Благодариме. А инаку денеска 1 април, ако сакате, ако денеска по некоја случајност го зачнете вашето дете, ќе ви се роди точно на нова година. Избега информацијата, извини Жарко, требаше да се консултираме. Ништо, готово, добро е, добро. Значи, слободно правете ги вашите деца денеска и можно е да добиете телевизор. Значи, 1 април е и како лотарија. Кој го направи детето денеска, ќе се надпревара за телевизор наредната година. Значи, доколку некој навистина го зачне детето денес, нека ни се јави на нова година, ќе добие 2 гратис билети за најгледаната представа. Не знаеме која ќе биде. За детската. За детската. Инаку, 1, 4, петок денеска, Вардарски пастови 17 плюс распродадено. 2, 4 сабота име па скоро па распродадено. 6, 4 среда стюардеси има билети уште некој. 7, 4 четврток најновата представа на театар комедија Случајот Хармс и 8, 4 петок Лисистрата. Драги гледачи, драги само слушатели. Само нашата слушателка да потврди дали има гледано представата Хармс? И не се знаеш дали има, да или не? Добро, има набавено билети. Добро. Инаку ги поздравуваме и ги охрабруваме сите наши слушателки што доаѓаат пред нашето студио, секогаш ќе добивате гратис билети, колку повеќе доаѓате, толку повеќе билети ќе добивате. Апсолутно. Инаку малку околу 1 април неколку реченици. Значи потекло на денот. Предходници на денот на шегата се римскиот фестивал Хиларија, кој се одржува на 25 март и средновековниот фестивал на шегата кој се одржува на 28 декември. И уште е ден на кој се прават шеги низ сите земји во светот во кој што се зборува шпанскиот јазик. Donde estás les mujeres, mi amigo? Приказната за калугерката и свештеникот напишано, ова си е сето официјална информација од Википедија. Значи вака, приказната за калугерката и свештеникот напишано од Сун Марш Бигантри ла Дейсенту. Модерните писатели веруваат дека постои грешка во препишувањето на ракописот, кој уште постои дека добро, ова не се некои релевантни информации, значи нема потреба да ги читам. Еве, малку друго нешто. Во на различни земји од целиот свет, денот на шегата се слави секоја година на 1 април. Понекогаш го нарекуваат и денот на сите шегаджи. 1 април не е национален празник, но секаде е признаен и се прославува како ден кога многумина прават различни шеги и будалаштини. Атанас, која е најголемата будалаштина што си ја направил на овој ден? Што сум се родил? Добро, не си роден на 1 април, нели? Не, сум на 14 април, тоа е за неколку дена од 1 април. За 2 недели. Да. За 2 недели. Најголема будалаштина? Да. Што почнам да се бавам со глума. Требаше фудбалер да се станам да си играм во втора германска лига и да си бидам на рад. Одлично. И тоа не е лошо, истиот труд, многу поише пари. Сето тоа супер, но на 1 април најголемата будалаштина што си направил. Не знам, не се сеќавам, немам нешто посебно да кажам. Работите што имам да ги кажам не се за во етер, така да. Не знам, ти имаш некоја Па јас еднаш избегав од дома и им пишев писмо дека сум киднапиран да видам како ќе реагираат. И се вратив тек на 3 април и изедов ќотек и тоа беше тоа. Ми рекоа више ги немој да ги правиш повеќе затоа што се малку глупави. Па затоа твојата креативност подосна си ја вложи во актерството и сега си еден од најдобрите млади актери дефинитивно на денешницата и во Македонија. Леле, немој, не ме радуј. Инаку денеска во студиото, драги слушатели, со нас е еден човек кој што е задолжен за сите работи во ова радио и човекот кој што цело време ни е консултант и ни ја бира музиката. Иване, дали ќе сакаш една минутка да ни бидеш гостин?
Ова беше непланирано. Да, непланирано, точно. Да, зошто да не? Иван е радиото. Иван, да. Не, Иван е само музички уредник во радио. Да, Иван е музички уредник во радиото, човекот кој што се грижи ова радио да има цело време убави фреквенции и убави музички фреквенции за ушите на слушателите. Човекот кој што специјално за оваа емисија цело време е во координација со нас и кој што последните 3 емисии го оставивме да видиме каква музика ќе одбере за нашата емисија и човекот е фантастичен. И Како ја бираш музиката? денеска избрав, бидејќи е 1 април, песни кои го изнудува и кои ја изнудуваат вашата насмевка. И мислам дека соодветствуваат со времето и со денот. Точно, да, Ете, точно. А и со вашиот темперамент. Апсолутно, апсолутно. Ете човек кој што добро не познава. Инаку Иван дојде тука и ни понуди кафе и не почести со кафе, така да овој ден не можеше да тргне подобро, затоа што мене и Натана сега ни почна денот. Се извинуваме, малку сме на пауза и спиеме до кога сакаме, што значи радиото тука е реши на 11. 1 април да не почести кафе и му благодариме на радиото, а посебно на Иван, Посебно нашиот на- музички уредник. Иване, како е да се биде музички уредник во едно радио? Дали е тоа тешко, дали е комплицирано? Интересно, во секој случај одговорно, се трудиме да го понудиме најдоброто, некогаш успеваме, некогаш се трудиме уште повеќе да бидеме Так. уште подобри, али Значи, Одиме музички уредник понатаму. значи од почетокот, кога ви почнува, уствари нема работно време радиото, па нели? нема 24 работно сати. време. Радиото од 6 сат са бајле до 2 сат после полнок има програма. Така, и ти си задолжен за цела таа програма. Да, за цела програма, секако со луѓето од техника кои се прекрасни, кои помагаат во реализација на музиката, симнување, обработување, сугестии, предлози и слично. Секако тука се и водителите кои со нивните исто така предлози помагаат во креирање на оно што се вика музичкиот израз на радиото. Поздрав до сите водителки на радиото. Да, и од мене. Иване, дали ти имаш направено некаква лудорија за 1 април, нешто по кое што си го памтиш овој ден? Оу. Многу беше одамна. Многу беше одамна кога ја правев лудории, прилична километража е зад мене, така да сега не ми текнуе. Одлично. Ме радува што мојот син кој има 8 години денеска е маскиран во клоун, така да. Во клоун, Ете, да. тоа е една лудост. Така, така, добро, И јас значи почнав има така. потенцијал детето, И така. јас Има почнав со потенцијал. клован, еве. Која ти била Жарко тебе најлуда маска што си ја направил за 1 април? Мислам не те пуш. Не, јас пошто сум од Прилеп, за 1 април ние не се маскираме, само правевме лудори, инаку ние се маскиравме за прочка. Исто се маскираме. Значи, најлудата маска за прочка ми била од ој како се викаше црвениот од Star Wars, Дарт Вейдер. Дарт Евил. Така нешто. Дарт Девил. Не бе Дарт Девил, Тој црвен, тој црн Дарт Вейдер. со нешто со црвено на фацата. Тоа е, да, Дарт Евил. Со двата мача што се Со двата мача, да, значи, нека не ми замерат тие што се големи фанови на филмот, затоа што мене не ми е гледан филмот, али маската ми беше многу добра, да. И ме црташе еден уметничка, од Белград и тоа беше стварно фантастично. Потсети ме да ти покажам Дали имаш слика. контакт од уметничката да црта? Не. Дека во театар би било добро да не црта некој. Немам Атанас, немам пипа. Добро, Иване, ти цензура. благодариме што ни беше во емисијата. Ние ќе одиме со малку музика, избор на Иван, па се враќаме во нашето студио. И поздрав до сите убави дами што шетаат со своите дечковци. Славица те поздрав. Како во живо сме со... Поздрав! Поздрав до нашата Славица! слушателка Славица која што туку се јави. Славица од Велес? Славица од Велес, да, нашата колешка, ја поздрави нашата емисија и ние ја поздравуваме нејзе. Инаку сакав да ти кажам во паузата дека и ти имаш поздрав од Славица. Јас благодарам многу на Славица, ја поздравувам назад Славица и ви посакувам многу успех во Велешкиот театар со представите што следат. Сценицата од Калкута која што беше Така на е. 27 чинам премиера. Поздрав до сите колеги од Велешки театар и поздрав до сите театри. Еве официјално сега со ако е забајано викаат да не е забораено да го честитам празникот на театарот, на светскиот ден на театарот кој што беше на 27 во неделата, каде што и ние имавме премиера и 4 години славевме од постоењето на нашиот театар La Théâtre des Comédies. Да, исто така може подобро и посоодветно денес каде им го честитаме денот на сите театарџи, пошто денес е денот на будалите. Поздрав театарџи. Да, тоа беше денот на да. будалите. Инаку би сакал да ја прочитам светската порака што би Не, рекол не, Атанас, не што би рекол Атанас, светската порака на театарот напишана од нашите колеги Илија и Тино Костадиновски, вика вака. Тоа беше пораката. Но еве, сега во студиото како што гледате е и нашиот гостин што го најавивме минатиот пат, тоа е пантомимичарот Васко. Васко, ти добар што ден. сакаш да кажеш? Да. Аха, одлично. А кога почнавте вие со? Аха, Аха. И колку време се бавиш со ова? така.
Да, браво, Васко, колку е Васко. Чудно е да имаш пантомимичар во студиото, бидејќи не збори, само мимика. Атанас, како поминавте со представата Хармс? Представата Хармс случајот Хармс помина фантастично. Морам да ја пофалам целата екипа за колективниот напор што го вложија. Посебно Илија Илиевски го носеше најголемиот товар од сите нас и го пофалувам за неговата креација, а исто така морам да кажам дека и колективот што стои позади него не дека не беше заслужен за да, и не дека не беше на нивото на задачата. Ги поканувам сите љубители на театарот да погледнат една театарска, интересна, со многу символи представа и што ќе ги заинтересира сите театарџи и сладовкусци. Сладовкусци, добро. Сладоглувци. Навистина јас како дел од представата можам да кажам дека тоа е една од ајде да не звучам себично и возгордено, една од подобрите представи, театарски представи што љубам јас да кажам, да не тупам многу за да го дефинирам терминот театарски, но представа со многу символи, комплетна представа со сценографија, представа со фантастична музика, представа со фантастични актери кои што цело време се трансформираат на сцената од една во друга ситуација. Сите носиме понекаде 5, 6, 7 лика, освен Илија Илиевски кој што ја игра насловната улога на Даниел Хармс. Треба да дојдете и да ја погледнете представата. Уште едно мало подсетување. Вечерва, 1 април Вардарски Пастови, утре сабота, 2 април име, 6 април среда стюардеси, 7 четврток случајот Хармс, 8 петок представата Лисистрата, а во петок ќе добиете и остатокот за месецот на нашата следна емисија. Комичен мегахерц на вашиот омилен мегахерц. 96,0. Инаку сакам да кажем една мисла што има кажено Даниел Хармс, вели: жените најчесто го одбиваат она што страстно го посакуваат. Така да, жени, вие што слушате, како сакате, протолкувајте си ја реченицата, мислам дека и нема многу што да се. Јас би сакал да кажам една поговорка од нашиот голем Тајзи, кој што вика: жените се како дрога, не ги работиш, ти бега, или некако како беше. Поздрав до другарчето Тајзи, кој што верувам дека во моментов не слуша, вика: ха, колку сте вие духовити. Така инаку поздрав до сите камионџи и сите таксисти, поздрав се разбира до нашиот театар и сите кои што не слушаат во моментов, до нашето бифе и до нашата цела администрација, бараките од десна страна, затоа што во театарот не верувам дека не слушаат моментално. И глумици. Глумци, да. Ги поздравуваме и толку нема потреба. Да, тоа ни се вика емисијата поздрави и честитки. А што е следното на што треба се работи во театар комедија? Следно се работи текстот на Благица Секуловска. А тоа е таа копродукција која што треба да биде, да. Словенка доаѓа да режира Чинам. Чинам, не знам. Чинам. Да, ќе режира една словенка, текст на Благица Секуловска, наша вработена во театарот комедија, исто така и драматург, награден на минатогодишното издание на фестивалот Војдан Чернодрински, што би рекол еден мој колега. Одлично. Ти дали имаш некакви планови за предстојниот период на професионален ангажман? Да го најавиме, ќе се снима филм, ќе се филмува представата Ах, љубов моја, односно ќе се снима филм, Коли Ангеловски доби проект од владата и ќе го работи Ах, љубов моја, ќе го снима како филм и ќе биде многу интересен. А дали играте сите кои што сте во представата? Па, мислам дека играме сите. Ти играш? Јас играм, да. Играш. Значи сите играме. Ќе биде тоа интересно дружење, бидејќи локациите. Играш ти, значи играме сите. Штом играм јас, играме сите. Чим жарко игра, полесно е, едноставно кога имате таков центар фор во тимот, не треба да се секирате за головите. Така е, за ваква народ со ваква младина треба да се грижи за својата иднина, што така би рекол големиот Франсо Макиди, Ретриах. Оди шонз, жеперти да бакмијах. Некогаш треба и на француски да водиме емисија. Би сакал да прочитам, значи ова е нешто кое што беше на социјалните мрежи од пред неколку месеци, ама сега го имаат повторно шернато и би сакал да го пречитам. Рецепт напишан од австралијанка која што е преселена од македонка која што е преселена во Австралија. Вика вака: рецепт за кајк од Мери кажано на Џули. Значи рецептот вика вака: 4 eggs, 3 капои брашно self-rising, 1 кап sugar, 1 спун мал за ти ванилин шугар, 1 спун голем за суп какаво, 1 кап за Нескафе млеко, 1 кап масло олив ойл. Се микса together и се путва во тепсија да се роства 1 сат и малце да дојде браун. Значи, кој не го разбра ова, нека го гледа нашиот стрим
на YouTube кој што ќе биде објавен во наредните сат време. Ама не значи и дека нека го направи ова. Се што е браун излегува и рецептот некогаш од браун излегуваат и други работи. Но тоа се веќе темни мисли. Нашиот колега Том Хенкс ќе каже за мирен живот треба што помалку луѓе и што помалку зборови. Така е. Не, така, ама добро, ајде, ме замоли да го прочитаме и ние го прочитавме. Ми пишува Шарли Стерон деноје, вика, зошто вика минатата емисија снимавте, нели траше гостинка да биде. Да. Ама добро, сега се извинуваме Шарлис, наредна прилика. Мене ми се јави на Вибер нешто, мрежата, конекцијата беше многу лоша, сакаше да се информира за пастувите кога е да дојде да ја гледа. Кој, Наоми Кембел? Не, Шарли Стерон. Шарли Стерон. Да, затоа што била во Белград нешто снимала, па рече да можам да дојдам тука, сакам да ја гледам, и реков извини, нема карти, бе, како вика нема карти, јас сум Шарли, се викам како за сите така и за тебе, драга Терон. Така е, Шарли Стерон и тоа, значи не мора да ни се заканува твојот дечко Шон Пен, демек нешто те брани, ау. Демек ова она. Добро. Ништо, Ајвар не се прави овој период, Ајвар се прави во септември. Денес е 1 април, не верувај во ништо што ќе видиш и што ќе ти кажат, исто како и секој друг ден. Исто како нашата емисија. Да. Значи, не доколку верувај во нешто ништо што ќе мислите, кажат. Порано имавме една рубрика Трач рубрика, сега цела емисија ние како Трач рубрика цело време имаме нешто, но нели впрочем тоа е убавината на оваа емисија, затоа сме и толку слушани. Нели Атанас? Баш би сакал да кажам од наредна сезона нема да се вика веќе комичен мегахерц, ќе се вика шпекулации. Да, најверојатно ќе биде така. И поинтересно. Наредната сезона почнува во септември, тоа ќе биде третата сезона на ова наше фиаско, што би рекол мојот бард, колегата Атанасовски, и повторно прозвучив како мојот омилен Златко Калински, што ако не слуша, јас го поздравувам. Че сакав нешто да кажам, избегам. Сакаше да кажеш за наредната сезона дека ќе биде трета. Да, тоа го кажав, нешто друго сакав да кажам. Денеска е 1 април, денот наш... така почнавме емисијата. Значи денеска е 1 април, денот наш... Значи не ви е радиото расипано, едноставно јас ги повторам работите, а вие што возите возила, не гледате во радиото, гледате. Да не се удрите, инаку јас го поздравувам мојот роден град Прилеп, кој што верувам дека и таму имаме слушатели кои што не слушаат. Најавувам на радио, драги прилепчани, јас во сабота се враќам во мојот роден град. Врзете се сите затоа што не сум дошол од нова година 3 месеци. И ги поздравуваме нашата диаспора во Мелбурн, сите слушатели и сите кои што не слушаат во Дебарско-Полошкиот регион. Би ти предложил и така се враќаш во Прилеп, резервирај си маса во секоја кафана за да можеш да си го фатиш редот од едно друго, сегде да се тоа не е лошо и со сите да се видам, сите да се видиш, да. Сите резервирај си ги во посебна кафана. А вие што не знаете што да правите денеска на ова прекрасно сонце, ви предлагам да се прошетате низ чаршија. Точно, а сега одиме со реклами. Хорошо, што би рекол нашиот Иваш Ромул и Рем. Владимир Путин. Жарко, кога би бил ти Ромул или Рем, кој би бил? Гатанка на денот. Ја би бил волчицата. Волчицата, а сите... Затоа што сакам да... Мене... Сакаш лав. Добро, вие што сте возите по двајца во возило, одлучете кој е Ромул, кој е Рем. Ја викам дека тој што вози е Ромул. А другиот до него е Рем. Ама тоа не значи дека носи ремен и нешто демек. Не, вие одлучете кој е кој. Пазете да не ви налета некоја волчица, пошто ќе ве скара. Како што историјата кажуваше за да, тоа е тоа со волчица. Да, ми дојде некои работи кои што не смеам да ги кажам. И подобро да се задржиме на тоа, Жарко, затоа што убаво све да кажеш. Апсолутно да. Добро, денеска е 1 април, сакајте ги вашите најблиски, зезнете ги со тоа што ги сакате. Не знам дали така ќе ги зезнете. Зезнете ги со некој трик, смислете нешто. Пикнете се во шахта и речете дојди злато, ќе бидеме нинџа желки. Колку еден црн хумор, нема да ми замерите затоа што денес е 1 април. Колку етиопјани има во светот? 80 кила. Ова е 1 априлска шега, без замерки, немојте одма да викате ги овие не знаат што да кажат, па сега читаат такви вицови затоа што и така не знаат што да кажат. Има друга зезанција, тоа е ако се возите со вашата љубена на автопат, речете и да излезе од возилото и нека ги провери штоп светлата дали работат и вие тргнете и оставете сама додека не се стемни и ќе биде како полудена кога ќе се вратите.
Не е лошо, има такви луди идеи. Денеска читав една од подобрите шеги да им ја направиш на другарите доколку живее со другари со цими, па и дома да му го направиш, зошто не. Да ја обложиш шолјата со таа хартијата, не е хартија туку тоа целофанот, ти текнува, што е за храна, за да не се суши. Е така да ја обложиш шолјата затоа што тоа не се гледа. И што ќе биде, ќе кажете во наредната емисија доколку ни се јавите да споделите со нас. Инаку јас уште еднаш ќе го прочитам репертоарот затоа што по новите правила на емисијата мораме 3 пати да го читаме, затоа што како што вика митот, ние не сме распродаден театар, затоа мора да ги читаме представите. И како што би рекол еден наш познат песно пеец, вели ние не сме грци, бугари ни срби. Точно. Ќе да сме на театар комедија, јас така и Атанас, гордост македонска, вика 1 април денеска Вардарски пастови, распродадено, не барајте билети. Утре сабота име, среда 6 стюардеси, 7 четврток случај Хармс, 8 четврти петок, да, представата Лиси Страта. Дојдете, гледајте ја, уживајте и споделувајте се, разбирам. Шер. Инаку пред некој ден се случи филмот, премиера на филмот Джган. Кажаа дека представата, проекцијата на филмот Джган поминала многу убаво, представата Хармс помина фантастично на 27 во неделата на светскиот ден на театарот, кој што оваа прилика јас го честитам уште еднаш. Жарко, се уте почеститање денот на театарот кој помина пред 2 недели. Нема врска, тоа е тоа, не сум имал прилика, не се чувствував доискажано во представата, затоа сега кажувам. Благодариме на Васко пантомимичарот кој што беше тука. Васко, дали сакаш уште нешто да кажеш на нашите слушатели? Васко, ти си цар, Еден од подобрите вици. Васко. Многу ми е криво што нашите слушатели не можат да го видат Васко е фантастичен. Невидливиот Васко, да. Ви благодариме уште еднаш, Васко, ти благодариме што ни беше гостин. Атанас, ти благодарам што беше мој ководител оваа емисија или водител, како сакаш себе си да се нарекуваш. Атанас, да. А вие ако не знаете како да го крстите вашето дете, повелете на 2, 4 во театар комедија на представата Име или Ла Преном, за да си одлучите како да одберете си предлог. Значи ова беше Трговско радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредници и водители на емисијата Жарко Тимовски и Атанас Атанасовски. Датум на емитување на емисијата 1 април 2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија. За контраиндикациите на лекот јавете се кај вашиот родител или старател. Чао. Комичен мегахерц.